20 години на македонската музичка сцена, водителка, пресепеачка, мајка, сопруга и јас ке наречам Лавица. Таа беше една од ретките која што направи еден многу убав проект и кој што ја дигна свеста малце на повисоко ниво од аспект на патриотизам и на сето она што значи Македонија. Ми е драго што денес со нас е Бојана Скендеровски. Бојана, здраво. Здраво, Нивојша, драго ми е што те гледам после долго време и драго ми е што ќе си направиме убав муабет. Ќе поздравувам гледачите на Хајп и се надевам ќе бидеме интересни. Бојана го спомнав проектот. Проектот е Македонија те сакаме. Односно и во срцето носиме, да. Јас сакам да и во срце, и во душа, и тоа ми е најбитно. Сакам да те прашам како дојде на идејата за самиот проект. Македонија во срцето носиме некако нормален чин да се случи поради фактот што почувствувавме дека на нас како народ и на македонците и на Македонија и треба љубов преку песна, затоа што македонците сме познати дека со векови наназад сме правеле музика во која што сме си ги кажувале маките, борбите и така натаму и целата наша приказна македонска се пренесува преку музика. Тоа е во нашиот ген. Во тој еден чуден период за нашата земја, каде што многу нешта беа против нас и можеби таква е нашата карма како земја. Свативме дека една од најголемата порака и најмокната порака за подигнување на нашата свест, можеби и морал, тоа може да се прави преку музика и преку песна. Имаме прекрасни македонски бисери, можам да ги наречам, и толку многу музика решивме да ја овековечиме, да ја ставиме во едно ново руво и да ја приближиме на новите генерации и мислам дека до некаде успеавме во тоа. Докаде е караванот сега и кога завршува? Караванот е некаде на средина. Бевме во Гостивар, бевме во Делчево, бевме во Берово, бевме во Охрид, простете ако и Битола, простете ако нешто испуштив. Го откажавме концертот во Велес поради несреќниот случај во градот, навистина сочувствуваме со тоа. Следно е Прилеп, Кичево и тука некаде завршуваме. Драго ми е што секаде имаме полни плоштади, секаде народот не прегрнува онака со многу позитивна енергија, затоа што ние постоиме и пееме за нашиот народ. И мислам дека во следниот период ќе излезат сигурно уште неколку концерти во градови каде што не успеавме да дојдеме. Простете ни што е тоа така. Едноставно сме лимитирани поради многу нешта, но каде што можеме да стигнеме и да дојдеме, ќе дојдеме сигурно. Не знам колку знаеш, меѓутоа претпоставуваме дека ќе ти годи ова што ќе ти го кажам. Го знам лично, бидејќи ми го кажа многу луѓе кои биле на тие концерти, дека ти си можеби една од ретките која што на секој концерт и на секој настап шириш таква позитивна енергија, едноставно незапирлива во тој поглед. Од каде таа сила и енергија? Од љубовта, навистина, можеби звучи како клише, ама јас навистина живеам за да бидам меѓу народот. Навистина, верувајте дека не само што ти уживаат во настапот, туку јас уживам во енергијата што ми се дава и љубовта која што ми се пренесува. Затоа што јас како мојата мисија како човек и како пејач е да ширам убава енергија. Значи, јас сум таму за да на луѓето им биде убаво и таа задача сум си ја сватила многу сериозно и ми доаѓа природно да го правам тоа и после секој концерт и после секој настап кога сум меѓу народот препородена сум. И таа тематика Македонија, љубовта кон неа, пренесување на таа убава порака е моја лична тематика. Веројатно сум и така воспитана и растена сум во тој дух и се најдов во тоа нешто и затоа е можеби толку препознатливо. Помина речиси 2 децени или помалце од победата на Макфест. 2 години, значи 22. Така. И денес песната се слуша, и денес е актуелен хит. Што се смени овие 22 години во поглед на музиката кај тебе? После ќе те прашам за приватно. Многу нешта се сменија, веројатно созреав, веројатно почнав да отварам нови своји видици, хоризонти, да слушам поразлични стилови на музика, иако многу ми е драго што сум имала такви почетоци на таков начин, со таква музика, тоа едноставно сум била јас во тој
период од мојот живот, тогаш имав 19 години и навистина мојот темперамент и енергија беше погоден. Да, веројатно зрелоста си го носи своето и начинот на музицирање, на изведба, интерпретаторски, многу поразлично звучи од тоа што било порано. И секој пат сум отворена за нови стилови, за нови идеи, никогаш не велам да, тоа е само мој стил и така ќе биде цел живот. Секогаш сум сакам да откривам нови стилови и да имам свои стилови нови. А што мислиш, што се смени на тој план кога е во прашање целокупната ситуација во поглед на музиката кај нас? Бидејќи многу работи веројатно се изменија. Да, многу работи се сменија, можеби на полошо. Веројатно сите тоа го чувствуваме како дел од естрадата. За жал, имаме многу помалку достапност на македонска музика на медиумите, иако велат, нели, имаме нови медиуми, дигитални платформи и така натаму, но се уште телевизиите и радијата се најмокни медиуми. Тука некако ни се скрати просторот за промовирање на се што е македонска продукција, тоа е моје лично мислење, мислам дека и граѓаните го чувствуваат тоа. И тоа е малку нефер, поради фактот што Македонија секогаш била плодна почва за култура, плодна почва за се она што значи македонски идентитет, а во тоа влегува и музиката, и филмот и така натаму, фолклорот. Јас апелирам да ја промениме таа стратегија, да донесеме своја национална стратегија во која што ќе имаме повеќе пристапност на се што значи македонска продукција. Ние наместо да одиме напред, ние некако како да стагнираме и одиме, тапкаме во место. Се восхитуваме на надворешните продукции, а јас ве уверувам дека Македонија ги има сите ресурси за да прави своји големи нешта во однос на тоа. Еве сега така ми пролета прашањето, би се појавила ли Евровизија доколку го настапиме наредната година? Па не знам, Небојша, Евровизија да е голем предизвик и особено за земја како што е нашата, ние сме релативно мала земја и секоја промоција е добре дојдена за нас надвор од границите. Иако на Евровизија се променија многу нешта, мислам дека и тоа ќе помине како тренд, мислам дека ќе се вратиме пак на музиката, не на само на она целиот стејдж како изгледа и што се случува и колку е полудо, толку е нели поинтересно. Веројатно би отишла, да, тоа би било голема чест за мене како изведувач, но со сериозен пристап. Сериозен пристап за мене значи сериозно одбирање на песна која што ќе отсликува нашата земја, мене како изведувач, со сериозен пристап околу сценскиот настап и промовирање на нашата земја. Не само да одиме и да се прошетаме. Тоа е моје лично мислење. Пред години имаше наслов на едно списание на кое што пишуваше наслов до денешен ми одзвонува, ке се мажам. Бојана Сонја ми го направи, да. Ја поздравуваме како видовите, ја поздравувам Сонја Неделковска, мојата драга соработничка, пријателка од почетоците на мојата кариера. Да, она ме зарече тогаш, правевме интервју за ако смеам да кажам, за високотиражниот дневник, тогаш во времето за младите генерации што не знаат, постоја само весници и весниците беа многу популарни, беше многу битно да излезеш на насловна. Да, имавме фотосесија со Маја, една фотографка, и ме праша дали би стапила во брак повторно. Јас нормално реков дека да, зошто да не, јас сум човек кој што сака да има семејство. И многу скоро после тоа се случи да се омажам. Така е. Колку време си во брак? Знам дека имаш 2 дечиња и како функционира бракот до сега? Така е. Веќе сум 10 години во среќен брак со мојот сопруг Васко. Имам 2 прекрасни деца, мојата најголема гордост Искра и Ѓорги. Функционира нормално, функционира среќно, поради фактот што во еден брак, како и во секоја една релација, треба да добивате, но треба и да давате. Тоа е веројатно и основата на брачната заедница, да не бидете себични, да сакате да тоа функционира, да го градите. За среќа имам човек покрај себе кој што комплетно ја разбира мојата професија, комплетно е посветен на она што се вели моја кариера и семејство, и сум среќна жена. А се трудам и јас тоа да го вратам во истата мера. Знам дека сопругот е колку што знам председател на фудбалски. Не, тој беше, да, долги години беше селектор. Можам да го изговорам фуца. Кажи мал фудбал.
Мал фудбал, така. Во нашкиот мал фудбал, да. Преку 20 години Васко беше селектор на македонската футсал репрезентација, нешто што го градеше од нула. Во моментов е на пауза во тој дел, посветен е на нашата продукција и многу ревносно го работи тоа. Види, он е човек кој што сака да гради, кој што не се плаши да прифати предизвици во која и да е област, направи навистина една сериозна футсал репрезентација и клуб кој што беше шести во Европа и знае како да функционира во тим. Затоа сега му е лесно и со караванот, со тим пејачи. Знае како да се организира и тоа е една од неговите подобри страни, карактерни. Ми се наметува прашањето дали ти некогаш си играла мал фудбал? Не, никад. Јас сум со две леви нозе за футсал, за фудбал. Не сум спортски тип, морам да признам, извинете вака ако звучи лошо. Јас сум тип кој што е креативец во однос на уметност и тоа ме интересира. За жал, никогаш не се занимавав со ниту еден спорт. Познато дека во бракот постојат подеми и падови, но еве како реагираш на љубомора или како реагира сопругот на љубомора доколку постои такво нешто? Еве, ако звучи чудно, кај нас во нашата релација го нема тоа, затоа што се занимаваме со јавна професија. Можеби на почетоците, нели, додека некого го запознаеш, па сега да видиш како реагира, или ова е јавна професија каде што има се и се што. Ние за среќа тоа сме го расчистиле, се познаваме многу себе си и знаеме кој каков карактер е и што може некој да направи и што не може да го направи. Имаме доверба, што е многу важно во оваа работа и врска. А јас лично на љубомора не би можела да функционирам со човек кој што би имал љубомора. Значи, љубомората може би до некаде здрава, но да се забега во некои одредени правци се граничи со болест, ако не е и болест, нели? Патолошко љубомора некој би го наречил. Тоа не е љубов, тоа треба да го расчистиме. Патолошка љубомора не е љубов, тоа е психичка состојба која што треба да се третира. Затоа препорачувам на младите жени да не се тешат себе си дека, или пак мажи, ако има таква партнерка, да не се тешат себе си дека тоа е некој облик на љубов. Се што ја гуши љубовта, врската и е контролирачко, не е љубов. Бојана, ти си убава жена, не го кажувам тоа само јас, тоа го кажуваат и останатите. Знаеш дека денес е неминовно да се постави прашањето користење на естетски зафати, пластична хирургија, тоа веќе стана еден вид на тренд и да, еден вид на нормално, се така. Ти во една прилика знаеше да изјавиш дека многу се сурови нашите во поглед на тоа, зборам публиката, значи коментарите по социјалните мрежи и убаво секавам кажа, не ви пречи кога други тоа го прават, туку ви пречат кога ние тоа го правиме. Да, веќе тоа беше веројатно пред некои 10-12 години, сега веќе стана многу нормално, мислам дека не е тоа само за јавните личности, дека можеби применуваат такви нешта, сега веќе и други реализирани жени или од други области користат такви услуги и тоа е нормално, се додека вие не го смените својот личен опис. Се додека тоа е вкусно. Да, јас користам нешто од тоа, не премногу, ама се додека се граничи со вкус. Јас не поддржувам видоизменување до непрепознатливост. Секој треба да се сака себе си да се прифати каков што е, но ако може да го подобри својот изглед со некакви услуги такви, треба да го направи тоа, но да не избега од својот личен опис. Веќе сме 21 век, тоа беше пред 12 години кога почнавме нели да користиме такви нешта, па беше вау и беше чудно. Сега веќе го применуваат сите и треба да се внимава со кого се прави тоа. Затоа што и на пазарот има секакви квази доктори или не знам, луѓе кои што мислат дека може да го прават тоа. Колку од денешна перспектива сепак ја кршиш 50-та, глупаво да звучи? Да, немам проблем да кажам, имам 41 година. Како сепак се менува телото, мора да признаеме, како успеваш еве на некој начин да го држиш балансот, па и животен баланс меѓу тоа работа, семејство, кариера?
Па, дисциплинирана сум, иако знам некогаш да излезам од таа некоја норма дисциплинска што си ја поставувам, човек сум пред се, имам периоди кога сакам од се да пробам, но генерално сум дисциплинирана во однос на исхраната, повеќе сум на протеини, користам понекогаш и нутриционистички совети, затоа што сепак после 20-тата, 25-30 твоето тело веќе не функционира на ист начин. Внимавам, тоа ми е некако всадено од мојата мајка која што цел живот се бореше со килограмите, да внимавам и си правам некојаш кампањски пропусти, ама генерално внимавам многу на исхраната. Имам едно од последните прашања, меѓутоа морам да го поставам бидејќи наслушнав дека бараш или сакаш песна каде што ќе те прикаже тебе како воин. Колку е вистина ова? Па види, порано не го разбирав значењето на моето име, јас се викам Бојана, нели? А тоа е бој, нели? Се бориш. Веројатно од тука така ми наметнале карма родителите да сакам да бидам борбена. Па сакам јас мокни песни, барам нешто такво, да, сакам песни во кои што ќе го отсликуваат мојот карактер. Јас сум човек кој што се бори против неправда, сакам да ги заштитам послабите од мене, сакам да бидам пример дека треба да не се откажуваме од што и да е во вашиот живот. Навистина треба да имате храброст да ги стварувате своите цели. Ќе имате милион причини околу вас кои што ќе ве демотивираат или ќе велат нема да успее, но мора да се бориме. Можеби ќе направам таква песна во која што ќе поттикнувам дека луѓето не треба да се откажуваат од борбата во својот живот. Каква идеја? Од каде ја црпиш таа животна енергија и сила? Веројатно е карактер и многу е важно во каква средина сте обкружени. Јас го имам своето гнездо дома, кое што ме полни со многу позитивна енергија. Сум си создала таков некој моje капче со мојата фамилија и се бодриме, нели, меѓу себе дека се може да се направи, дека се ќе помине, ќе биде добро. И сакам да се дружам со луѓе кои што ќе се мотивираме меѓу себе. Да, многу е важно каде функционирате. И за самиот крај, каде се пронајде подобро, водителка или пејачка? Ова прашање ми е поставено, да. Пењето е мојата прва љубов, водителството е мојата втора љубов, ама не ја оставив. Ќе се вратам сигурно некогаш на водењето, ќе се вратам само во формат кој што ќе го пронајдеме да биде интересен и за мене и за гледачите. Не го оставив. Бојана, ти благодарам многу за ова прекрасно интервју. Се надам дека се видиме во друга прилика и за некој убав повод. Ќе го следиме караванот, така дека не биде драго да присуствуваме на еден од вашите концерти и да видиме да ја почувствуваме таа енергија и ние. Благодарам Небојша што ме покани, благодарам на Хајп телевизија што прават ваков тип на емисии. Ви посакувам многу среќа во работата и да се гледаме само за убави работи. 10, ама девојката носи патики на свадба. Не. Тоа е за мене 2. Поради фактот што сметам дека има настани и нешта кај што не смеш да си дозволиш спортска облека, поради фактот што треба да го испочитуваме тој кој што не поканил. Барем јас така ги разбирам нештата и патики на свадба, освен во исклучителни ситуации, ако навистина има некоја повреда, не може да издржи, или ако е после 12, од која ќе се помине денот. 10, ама се работи за машко, носи бели чорапи на сандала. Таа мода никогаш не ја разбрав. Иако често ја гледам во некои едиторијали, за мене тоа е повторно 2, ајде да не биде 1, да не сум премногу строга, ама таа мода црни сандали, бели чорапи, не ја разбирам. Може би има некакво значење, ама мене лично не ми се допаѓа. 10, ама машкото е облечено во тесни фармерки. Претесни. Хеланги. Ние ја земаа модата маживе, модата ни ја земаа, убаво ни беше, ние си носевме. Искрено, и тоа не ми се допаѓа, и таа мода не ја разбирам. Мислам дека женското тело како фигура дозволува тоа, но мажите треба да бидат во порелаксирана гардероба. Моje лично мислење, повторно 2. 10, ама љубовта е без скапи подароци. Ќе дадам 10, затоа што љубовта не треба да се храни
само со скапи подароци или со скапи подароци. Живееме во материјалистички свет и сметам дека ако се има љубов и ако се сака, полека од нула може да се градат многу нешта. Да, треба на секоја жена или на маж му треба внимание, но вниманието не значи секогаш скапи подароци, нели? 10 ама е облечена во тренерки секој ден. Ако е спортистка, мора да е. Ако е спортистка, да, 10. Ама ако е некој што на вистина малце си е во комфортна зона, па го мрзи да се средува, ајде нека биде 5. Да не бидам строга пак. Ако се работи за спортистка, значи мора да биде у тренерки. Нели тоа е работа. 10 ама е љубомор што лајкуваш други машки. Епа види сега, лајкување на пример ако е за некаков пост или за некакво мислење, во ред, ама сега ако е некој пат цело време лајкува заради некакви, не знам, други побуди, не е окей за мене, па и тоа. Сега оние рандом што цело време лајкуваат нели на се. Не знам како ова со новиве поими лајкување веќе како да се свати. Порано беше друг начинот на додворување. Сега ајде 5 нека биде. Ти благодарам, Бојана. Ти благодарам, Никош.